Цивил прес студио Маријан Николовски, Тавасител, еден од највлијателните актуелни телевизиски новинарски имиња. Добре дојдете во Цивил прес студио. За инат на изборниве кампањи, ќе ги премолчиме локалниве, па сепак без да именувате било кого, посекувате ли некого конкретно за вашата општина, каде што сега живеете, за градов? Ја пошто сум роден во Делчево и до некаде 2013 година бев жител на Делчево. Некој локал патриот упорно не менува жителство, иако сум овде од 98 година, но соочувајќи со проблем дека колата морам да регистрирам на скопски таблици, морав да изедам жителство и се префалив овде. Во основа, мислам дека изборите на локални избори кај нас се сведуваат на преживување како и сите други избори. Сите избори се кај нас историски, па вака и овие локални избори, а напротив мислам дека тие избори треба да видат барем за луѓето кои што живеат во локалните средини, изборот таму да се сведува. Ја избори мислам дека најдобро да се гласа за оној кој што ќе вети дека во последните 9 месеци од мандатот нема ништо да работи. Тоа е едно. Инаку генерално мислам дека нови избори левица ќе направи подоста пометување на сметките на големите политички партии. Имам чувство дека граѓаните имаат чувство, избирачите, дека малку смешно почна изборната кампања со неразбирливи ветувања. Се знаат колкави се буџетите и на државата, посебно на општините? Тоа е проблемот што голем дел од луѓето кои што се борат за локалната власт, барем тоа е моја перцепција, имаат нереална представа како изгледа локална власт. Например, ја не знам што бараат доктори на советнички листи, градоначалницки листи на избори. Да замениш универзитетска катедра на факултет за медицински факултет или хируршка сала со занимавање средини на во кој што главен приоритет сепак во оваа држава се комунални инфраструктурни проблеми, не ми јасно. Делот, еве за Скопје, кандидатите афирмирани уметници кои ни својот живот, ни својата работа се практично победници. Тоа мене ми е малку е симпатично, искрено да кажам тоа. Зборот ми е сега како да се местат да бидат губитници или што е тоа што веројатно може нивната улога повеќе во функција на и личен маркетинг може. Па може би да, и меѓутоа малку и веројатно размрдување на оваа политичка сцена, дека се случи во Загреб еден избор таков на градоначалник, се случуваше по Србија, некои такви избори, веројатно некои Украина, да, некои веројатно тренд кој што Чешка на времето, да, така. Да почнеме со нашиот разговор. Преспанскиот беше тежок компромис. Може ли Маријан како граѓани и како квалификуван и влијателен учесник во јавниот политички живот да ги заборави лузните? Можеше ли Маријан поинаку? Веројатно многу работи во оваа држава можеа да бидат поинаку. Ако се поставува како што требаше да се поставува, ако имаше добра политичка зрела политичка елита, ако имаше зрела политичка дипломатија, многу работи веројатно ќе беа поинаку. Мене у Преспанскиот договор ми смета само една работа, тоа е триумфализмот што кај нас се промовираше како во основа. Знаеш, преголемата експонираност на тоа колку голем успех постигнавме. Реалната дефиниција според мене е дека тоа беше нешто што е најголема неправда кон Македонија, македонскиот народ или македонските граѓани кои што живеат овде и кои што веројатно мораше да се случи, а за кои што голем дел од јавноста тие 30 години не беше подготвена да се случи. Но не и триумфализам дека многу сме победили. Ние не победивме во тој Преспански договор, но победивме во смисла дека јас го гледам како некаква карта за опстој на државата на подолг крок. Тоа е аргументот зашто е подпишан веројатно, но во тој пораз и Преспанскиот, во тие лузни, има парче победа. Да, јас не викам пораз, викам неправда со која треба да живееме. Јас велам пораз. Нарочно сум груб за да кажам дека и во тоа парче, во тој пораз има парче победа која на земјава и ги отвори некој прво го реши проблемот со јужниот сосед, генерално. И второ, отвори некакви перспективи НАТО, некоја стабилност и така натаму. Макар како чувство. Другиот момент кој што ми смета е што
иако верувам дека не мислам дека нашите политички елити се толку политички аналфабети да не знаеат дека тој договор е само за НАТО, не и за Европската унија. Предавањето на приказната дека и Европската унија ќе влезе во тој пакет малку беше погрешно. Ама со прашањето со USA го менаџираше. Така, само да не заборавиме дека договорот со Бугарија 2017 пред Преспанскиот е подпишан и дека е подпишан и за НАТО и за Европска унија, а ова со Грција, да, требаше да се верува, се знаеше дека е за НАТО, но условот беше и за Европска унија со соседите. Но како идеја, ќе прозборуваме за односите со Бугарија, каде што ти како новинар и како уредник посетител си посебно активен во изнаоѓањето со говорници и анализи на овие теми. Како идеја, знаеш, околу ова прашање, само она што мислам дека, не мислам, сигурен сум дека 30 години политички на теките се орам, пошто те почитувам и си новинар уште од тоа од многу поодамна, многу по ги имаш состојбите и од дипломатски, и од аналитички аспект ти се појасни во поглед на тоа како се развиваше целиот тој процес. Најголемата грешка мислам дека за Македонија беше приказната дека времето од тие 30 години ќе работи за нас. Очигледно се покажа дека не работеше времето за нас и секогаш политичките партии кога беа на опозиција барем го користеа тоа прашање за собирање ситни политички поени. Ја барајќи има, не знам дали ти веројатно добро се сеќаваш, на 11-та седница на парламентот, првиот македонски парламент, тоа е април 1991 година, кога се брише одредницата социјалистичка од уставот на тогашна социјалистичка република Македонија пред новиот устав. Има еден интересен говор на Благој Ханџиски. Не знам дали се сеќаваш на него, во кој што он последен зборува на тој и вика, ќе се обидам да ти спарафразирам. Викам, сметам дека ова е историски ден, дека ова е историски чин и дека треба достоинствено да се однесуваме кон моментот кој што го доживуваме на денешниот ден и ја поддржувам одредбата за бришење на одредницата и се надевам дека нема да ни се повтори историјата уште еднаш на ваков начин. Зборот земав повеќе од следните причини. Сметам дека е момент, прилика да се испрати еден апел до сите нас пратеници на парламентот на Република Македонија, членовите на Уставната комисија, македонската јавност, севкупниот македонски интелектуален колективитет, во текот на подготовките на Уставот, на следниот, да се изоцени дали не треба во името на македонската држава или во името на македонската држава постојано да подсетуваме дека државност македонскиот народ оствари само на еден дел од територијата. Ако слушнеме информација или вест од Северна Каролина, тоа алудира на фактот дека постои Јужна Каролина. Ако слушнеме податок од Јужна Кореја, тоа алудира на фактот за Северна Кореја. Затоа молам македонската јавност да изоцени во текот на подготовките на новиот устав дали нема потреба во името на македонската држава постојано да подсетуваме дека државноста е створена само на еден нејзин дел од територијата. Иако стои стенограмот аплауз, натаму никој не реагира. Ми ги вративте мислите во рамките. Можеби ова е тоа размислување можеби било од денешна перспектива како некаква иридентистичка некаква, но е многу визионерски на ова што ни се случи денес. Ги вративте мислите темата околу дефинирањето уставното новото уставно име на државата Република Македонија беше тема и во кулуарите и во ресторанот на собранието меѓу пратениците. Ова господин Ханџиски само јавно го соопшти, веројатно таа дилема беше присутна, но националниот, да не речем националистичкиот, националниот емотивен набој беше толку силен, толку голем, да никој не помислуваше дека вие заборавате дека една од партиите водеше кампања дека наредниот конгрес ќе го прави во Солун. Преносот кога се правеше или на денот на референдум од 91 година, на таа маса народ, некој им речеше ајде на Солун, тоа беше таква една еуфорија, една радост на тие 100.000 народ таму, ќе трне на Солун, нели? Но да се вратиме кога го спомнавме референдумот и да се вратиме на Преспанскиот, на оваа актуелна ситуација. Вие сте генерација новинери кога сега ги носите сите товари на овие премрежија. Јас сум од таа генерација кој ги носеше товарите на тие 90-тите години на таа транзиција. Контраверзите околу прашањето во јавност околу референдумот за Преспанскиот успешен, неуспешен. Кој е вашиот суд, вашата анализа за тоа околу термините успешен, неуспешен? Из кој аспект се гледа? За волјата на граѓаните. Кај нас многу работи се поставува колку да бидат во форма поставени, така беше и тој референдум. Во поглед на тоа дали е затоа што он немаше задолжителна форма.
Но, ако ги анализираме низ два аспекта, ако се анализира низ аспект на тоа дали е успешен низ уставната форма на тоа, на цензус или на излезност, веројатно правнички не е. Но ако се анализира низ реалноста, само Киро Глегоров 94-та на избори остави 712.000 гласа, а овде има нешто над 600 и... Ако го гледаме низ призма на тоа електоратот, како излегол и како се однесувал на таа форма. За 90 првиот референдум, многу дилеми има колку таа бројка е точна, како не е точна. Направи мудар потек, процени дека со сите контроверзии, со сите отпори за референдумот, со сите најави за бојкот, со молкот на опозицијата или работа под жито. Sejedno процени да оди со консултативен референдум. Најголемата грешка беше бојкот. Ако немаше бојкот, може да не беше. Сметате ли дека бројката од 610.000 е сепак респектабилна? Ова што спомнавте дека само Киро Глигоров на времето освои точно над 700.000 гласови. Бранко Црвенковски имаше после трагедијата на председателот Борис Трајковски нешто над 500.000 гласови. 504.000. Тие бројки не се од тогаш наваму постигнати. Да, и тоа на еден начин и дава легитимитет на власта во тој момент низ процесите или како се вика, низ собраниската процедура да го позитивно се изјасни практично 1/3 од населението, значи вклучително и децата кои немаат право на глас, нели? Тоа е сепак респектабилна бројка. Добро, за овие актуелни бе рампата, нели, македонска за евроинтеграциите, Бугарија, бугарската актуелна политика, декларацијата во бугарскиот парламент. Нели можеа нашиве да предвидат, имаме ли некои информации, служби, размена и така натаму, што се случува во држава, ако не може да предвида дека бугарскиот парламент, со плурален парламент, со толку партии, со толку пратеници, со толку комисии, со толку службеници во парламентот, со толку јавност таму во цела Бугарија, да предвида дека Бугарија подготвува декларација за да ја блокира Македонија, за да не си даде барем 2-3 месеци простор, бидејќи таа не е донесена на копче преку ноќ, за да превенира, да ургира во Брисел, не знам, кај Меркел на времето, кај Макрон и така натаму, да ја замолат бугарските партии, бугарскиот парламент и бугарската влада, да не преземаат таков чекор кој, еве, и нив им ги врза на некој сега, на некој начин рацете. Можно ли е никој кај нас, ниту медиумите, ниту власта, ниту разни служби, да не подсетат, да не најават дека бугарскиот парламент подготвува еден таков документ, кој е практично блокада и на самата Бугарија сега треба да го повлече тоа, што е малку комплициран процес, треба ужасна политичка волја или преголем, пресилен притисок од надвор. Толку ли е немоćна еве нашава дипломатија? Тоа е мојот одговор е у контекст на она што претходно го зборевме со Грција. Значи, ако се вратиме 90-те години назад, ако тогашните политички елити, например, не предвиделе дека што ќе ни се случи со Грција. Ако нашите политички елити 30 години веруваа дека времето работи за нас и дека некој ќе ја притисне или Грција или дека временски покажуваше дека се полоши и полоши стануваат работите. Јас, сум генерација која што тие 90-те години имав некои 10 на 12, 11, 12 години период кога ми се останати некои мисли, но прашањето за името со Македонија, Грција го поставува како национално прашање дури некаде по смртта на Тито 80-тите години. Знаеш, со политиката на Венизелос и применување на аеродромите. Сметам дека тогашната грчка дипломатија многу повеќе верувала и знаела дека овој дел од територија ќе стане независна држава еден ден, отколку што 90 или 91 година дел од нашите политички елити веруваа дека таа држава ќе стане. 87 и 88 година се што е во тој дел на Македонија, овој што го нарекуваме Егејскиот дел или Северна Грција, именува се што можеа го употребија терминот. Затоа што знаеа дека ќе стане правен субјект и на аеродромот, и на автопат, и до ресторани. И денеска сонцето од Виргина е по цел Халкидики на сите огради и така натаму и така натаму. Значи они имаа повеќе информации дека таа држава ќе стане меѓународен правен субјект и дека ќе има проблем. Сепак беше како е можно ни еден од македонската новинарска фела од оваа генерација,
од македонските политичари, од македонските политички партии, од македонската дипломатија да не насетат и покрај тоа што 2017 е потпишан договор, потоа е Преспанскиот донесен со Грција, да не насете дека Бугарија подготвува таков документ. Тоа ми е клучното прашање. Како е тоа можно воопшто? Работата е што претпоставам дека голем дел од луѓето мислеа дека со Преспанскиот со договорот Софија и Скопје тоа прашање е дефинитивно затворено, иако за волја на вистината опозицијата и сега актуелна и тогашна алудираше дека тоа не е баш така, но проблемот мислам дека настана моментот кога одредени националистички кругови у Софија успеа да го стават Борисов во една неповолна заведна позиција од аспект на останување на власт и убедувајќи го дека Преспанскиот договор е многу подобар договор отколку што е со Софија и дека мислам дека идеја на филозофијата дека ако ние ги притиснеме ќе дојдеме до нов договор. И тука некаде се заглави состојбата. Голема улога во тоа има и Радев, кој што практично беше иницијатор на идејата за реформиран договор со Софија, иако генерално и во тој момент, а сега уште помалку мислам дека знаат што би стаиле во еден нов договор меѓу Македонија и Бугарија, поразлично од она што сега го има. Така излегува дека вие не верувате во договор, не верувате дека Бугарија може брзо да ја крене на рампата и покрај овие силни меѓународни притисоци. Ја мислам дека рампата во Бугарија може да ја крене само ако Борисов формира повторно влада во кое што нема да го има Каракачанов и останали структури. Да, но тука е Радев. Тоа е мислам дека Радев никогаш нема да Тај така, во Бугарија Радев е дел од социјалистичката структура на БСП, која што има една мува на главата од времето на Ѓорги Димитров и упорно се обидува да бега од тој период, не знаејќи како да го објасни. Значи секој е чекор на како се вика, на некаква политика на олеснување во поглед на тоа, на нив им е дополнително проблематично затоа што не знаат како да избегаат од тој период, за кој што они го сметат како ѓаволски во времето. Така, но таков е сега актуелниот распоред на политичките сили во Бугарија, што претседателот Радев ја има концентрирано неголемата моќ. Владата е негова, тоа се негови кадри. Второ, ги влече изборите, му се местат камчињата на третите избори да ги поврзе како што ги поврза, тоа го предвидовме нели одамна, за да повторно биде, тој нема конкуренција сега на овие избори. Така што неговата моќна фигура останува без оглед на распоредот на парламентот. И сегашната водечка партија таму, на Слави Трипунов, е исто така антимакедонска, да речем, како што е Радев. Нели? Може би Бојко Борисов, како поединец, беше во таа помека варијанта. Демократите во Бугарија се уште го немаат рейтингот да може да наметнат своја волја, иако се добар партнер за Брисел. Сепак има ли некаква надеж за оптимизам или пак малку мимикрија тера и Брисел и целата европска таа структура околу приемот на Македонија и Албанија, почеток на преговорите? Вчера излезе еден текст на Reuters кој што е многу симптоматичен од тоа колку Европска унија веќе е изморена и погласно треба да каже на Западен Балкан дека нема надеж за нив за европска перспектива. Така да во тој контекст, знаете, јас не сум убеден дека Брисел или Вашингтон ќе ја притиснат Софија за да крајната цел биде некаков интерес наш во поглед на нас. Да, на крајната цел можеби со некој притисок ќе се постигне за да се продолжи тој процес. Сад си ја заврши работата со НАТО, не сем нешто многу толку многу потресени дали земјава ќе биде и членка на Европската унија. Брисел кога една Меркел не можеше или прашањето е дали не сакаше да И во низината влада имаше две струи, овие што сега дојдоа на власт, министерот за надворешни род. Тие веројатно се понаклонети кон нас. Имаше искреност некоја кон него дека сакаше да се надмине проблемот. Меркел сепак веројатно беше малку воздржана. Но ја мислам дека Софија Радев беше многу стабилен и мирен, иако даваше дека е под притисок Бугарија, но тој притисок веројатно беше толку на некаква мека линија
што едноставно се сведуваше на тоа да вие мора да го решите прашањето, да вие мора да постигнете договор со Бугарија, со Македонија, да Брисел има други инструменти, механизми. Ако сака да го притисне, нема да и дозволи на Бугарија влезе во еврозоната. Ако сака да притисне, ќе ги затвори границите на Шенген уште 15 години. Или некакви проекти ќе запре финансиска помош и така натаму. На крајот од криштата, Софија на крајот од криштата ќе отвори сериозна истрага за бугарските државјанства, не само кон Македонија, кон Молдавија, кон Украина, кон Србија, кон Албанија. Добар бизнис. Софија е премногу се уште зависна од бриселските пари, од тој европски буџет. Единствена линија, ако може нешто да ги притисне, ќе биде таа, но нема расположба, нема единство. Не може да се насети единство кај делот, кај, не знам, Холандија, Германија, Франција, да направат таков притисок, зошто би се жртвувале за некоја Македонија, која не испорачува квалитетот, типот на, не знам, холандски, дански и така натаму. Парадоксално е што јас мислам лично дека меѓу Македонија и Бугарија не постои проблем. Постои преголема недоверба, преголем неискреност едни кон други, преголем страф од едни кон други, многу мала комуникација, па дури и на ниво на, да речеме, образовни институции, интелектуалци. Не може, ако го гледате статистички, видите дека Бугарија не е меѓу првите 5 или 6 држави на трговска размена со Македонија. А што е малку чудно. Ја отворив темата за актуелните релации со Бугарија затоа што е прво актуелна, а второ, вас веќе јавноста ве доживува како еден од експертите, добрите аналитичари за овие македонско-бугарски состојби, посебно за расположението на бугарската јавност и на бугарската политичка и интелектуална елита. Како ги одбирате, Маријан, соговорниците? Не е лесно да се добие, предпоставувам, личност која е толку слободоумна да може да зборува, јавност да зборува дека е ступидно тоа што го прави официјална Софија, а од друга страна да нема проблеми во, не знам, својата кариера, својот развој, бизнисот и така натаму. Како ги одбираш соговорниците? Меѓу нив има и тврди, како Каракачанов и не знам другите, но забележувам дека трагаш по луѓе кои поинаку мислат од официјалната бугарска политика, кои многу ја релативизираат историјата која де факто за Европска унија не треба да биде тема. Не знам како и нашиве налетаја на таа замка, да почнат да влезат, да навлезат длабоко во дебата за историјата. Таа е тема која може 100 години да се расправа и секој има право на своја визија, на свој визир на историјата, но меѓународното право не важи за веројатно млади држави како нас. Значи моето прашање е како ги бараш гостите, по кој критериум за да обезбедиш како уредник и во редакцијата една рамнотежен баланс за ние гледачите, да го имаме впечатокот која е вистинската состојба во Бугарија ментална во однос на македонското прашање. Во основата, во суштината е токму прашањето за доверба. Многу од тие луѓе кои што првпат се живот, за мене не знаеле ништо или пак да слушнали па сум искористил. Да, најголемиот проблем е во Бугарија, затоа велам, нема страв. Првото е што ја тоа ќе измоделирам, што ќе измасакрирам, што ќе излечам и кој ќе убедите дека имате единствено цел само да... Дека нема од контекст да бидат... Нема од контекст да бидат. А и ова живите интервјуа се пар екселанс автентични? И голем... Имаш и ти, имам и ја, има и други луѓе кои што имаме пријатели кои што можеме да ги искористиме тие пријателски врски за да кажат убав збор за мене или некој за вас или за било кој, за да се стигне повеќе. Толку важно за нас колку е важно за бугарската јавност која е буквално инфицирана и затруена со антимакедонизам, токму поради таа пропаганда 70 годишна уште од времето на Цола Драгојчева академикот, па потоа Божитар Димитров, па Каракачанов и така натаму. Ке нас стереотипот поголем и ке нас е поголема, знаеш, кога ќе видите, и сум ја многу различни коментари и за последното интервју, што може, голем дел од луѓе, што има сега бугарин да настави да ни објаснува. А он него ни слуша што кажува бугаринот, разбира, на крајот од денот. Стереотипите се големи, но ја намерно ги правам таа форма за да им покажам на дел од луѓе, од јавноста на дека Бугарија не е само Каракачанов,
Најлесно да го пуштите Карачанов денес, он денес ќе даде 10 изјави кај ќе плико по Македонија. Еве имате топ вести, сте набиле набој на општество овде, ура, против, дај да земеме вили, Копачи и на Благоевград да удриме, што нема друго решение. Или обратно, они да удат на Крива Паланка. Спомнате Марија на почетокот дека сте од Источна Македонија, Да. од Делчево. Делчево. Да. На 10 километри од границата. Ја десетото го поминав од другата страна на границата, Благоевград со пријатели, со Прашањето ми е малку интимно, како за попис не мора да одговорите, се разбира, вашите дома и уште повозрастните на вашите, имало ли македонци пред 44-та? Нормално дека имало македонци. Не знам нормално. Имало или немало таму, во тој крај? Апсолутно дека. Јас, мојот дедо, кој ше е покоен, од 41 до 44 година е бугарски војник, од овде, мобилизиран или однесен во Кавала. Он има испратено 3, мислам, или 4 писма испратено кај неговиот татко во денеска и чувам тие писмата. И по тие писма кои ќе се прочита многу јасна е. Прашањето ми е како тоа не може да го разберат политичари во Софија, интелектуалци, академици. Не, го разбираат, но прашањето е ќе нас Во што е мотивот? Во што е мотивот? Негирањето е доза еден силен набој на говор на омраза. Ако некого негираш како нација, како идентитет и така натаму. И тоа не може да го разбере дека практично кога говорат дека македонската страна го шири говорот на омраза, што де факто е и така, и по социјалните мрежи, па дури и по медиумите. Не може да избереме дали е само македонската. Сакам да кажам, па дури и во јавниот политички дискурс понекогаш, нели имаме такви појави на такви излеви, но од бугарската, од софијска страна, тоа е на едно високо рамниште. Затоа прашав како, по кои критериум ги одбирате гостите, меѓу кои имате и такви кај што не може да помислат веројатно во подсвест на име дека можело да постојат македонци, дека македонците не биле бугари, но има и такви кои преку интервјуата што вие ги правите се смеат на една таква теза. Работата е така да најдам луѓе кои што ќе во јавноста во Македонија ќе добие перцепција дека не е само црно-бело во Софија. И дека и во Софија има луѓе кои што реално ја перцепираат состојбата, реално ги но најголем дел од сите тие луѓе. Знаете, ќе имаме многу сериозен проблем со историјата. И ние не сакаме во Македонија да се занимаваме со нашата историја. Нимаме грубо да кажем, ние имаме лаги во историјата кај нас. Има политичка партија која прави споменик на Таре Николов, на битката на ножот или на Атанас Бабата, а тоа се чисти бугари кои што немаат врска со Македонија, освен што биле дел од револуција. Едниот е од Хасково роден, другиот е роден у Пазарџик или у Стара Загора. Дури едни од 41 година доаѓа со бугарите овде и прв пат инициира прославата на битката на ножот заедно со бугарските војници, германските фашисти овде на битката на ножот. Првата прослава прави Таја Николов. А ние го правиме македонец, со сила правиме македонец. Ако зборуваме за ВМРО ДПМН, но ама историчарите треба да зборуваат за тоа, не ја и вие. Се согласувам, но таа партија уште од самото формирање е формирана врз тие 5 постулати, меѓу кои едниот е пробугарски. Значи пробугарски, промакедонски, Не го гледам јас како пробугарски. Например, јас мислам дека таа партија треба, јас така ја доживувам таа партија. Мислам дека таа партија требаше да одигра клучната улога во објективизацијата на историјата во Македонија. Разбравте добро, во таа партија во 90-тите години имаше структури, елементи, цели, влијателни луѓе, некои министри станаја, кои како од таа позиција негираа дека има македонци и македонство. Отворено зборува, да не спомнувам сега имиња. Затоа зборуваше и нивниот основач на партијата и првиот лидер Љупчо Георгиевски. Многу јасно дека во неговата партија генералниот секретар и, не знам, професорот Кикеновски, да кажеме, како символи на македонизмот, самиот председател на партијата и господја Димовска покојна на малку на таа пробугарска струја, не знам, министерот за правда и така натаму. Значи, во таа партија ниту беше национално македонска, ниту беше
Не знам. Беше Беше промакедонска, беше пробугарска, беше антикомунистичка, беше Таа партија е носител на Таа партија е носител на идејата за независна држава и тоа не може да се оспори, но не е се така црно. Во таа партија тие 10 има многу голема улога замешани прсти и структурите на служби. Многу да не грешиме само за да бидеме на чисто. Таа партија не беше носител, но тоа беше носител на автономна Македонија, уште дел од ВМРО-то, нели? Уште Зборам како идеја, зборам како идеја. Но како идеја во основа прашањето идејата ми беше дека ние не треба да имаме проблем никаков од некаква објективизација на дел од прашањата на историјата кој што барем крајот од 18-ти, почетокот целиот 19 век и некаде до средина, до првите 20 години на 20-тиот век се испреплетени меѓу Македонија и Бугарија, не заради друго, прво и основно за религијскиот идентитет кој што ги поврзува словенскиот дел на ова население наспроти припадноста на грчката црква. Студио ќе ги отвори вратите и за соговорници од тоа време на овие теми и од таа партија секако. Неодамна во Ману, во рамките на одбележување, нели по тоа покритие, по тој плашт 30 години од независноста на државата на Република Македонија, сега Република Северна Македонија, проговорија и двајцата председатели. Наместена ли беше таа конференција? Па не знам, мене ми беше интересен моментот што таа се појавува, да речеме, некако како му доаѓа веќе 15 или 20 дена по 20 дена, 27, 28 од денот кога беше независноста. Може би било претходно планирано, може би било и Да се верува дека Ману се разбуди од некој мамурлук. Но многу е симптоматично и многу е легитимно да се размислува во таа насока дека веројатно непосредно пред почетокот на изборите пред 2, пред 5, пред 10 години не донесе таква платформа за единство. Мано нема никаква платформа да донесе. Знаеш, јас неколку пати кажам, ќе го повторам и ова. Мислам дека академиите на науки на Балканот според мене се се уште дувло на национализмите и големо државните интереси. И бугарска, српска, па и албанска, а и грчката. И грчката. И црквите, но за таа тема. Таа е друга тема. Но сега да кажам дека во основа само црквите, него воопшто верските организации. Во основа, сосема си во право кога викаш дека не само сега, пред година, 2 месеца пред не имаме прашање за име кое што 30 години знаеме дека ќе лее, знаеме дека еден ден ќе се заврши. Ние имаме прашање поврзано со сега кое што за мене е банално, глупаво, но очигледно предизвикува проблем. Канџиски пред 30 години сме знаеле дека ние сме на северот од таа територија Македонија. И сега, знаете како, имаме уште 3 минути, 30 години да немаме никаква стратегија на Ману да каже што ќе правиме ако ние не станеме членка на НАТО и Европска унија. Барем да имате некаква нешто направено. Интелектуалци паметни речат луѓе ќе одиме во тој правец, ќе копаме компир ако не, ќе правиме сојузи со некои други. Ништо од тоа нема. Најлесно е дневна политика, правиме, пишуваме текстови и објавуваме колумни што мислиме ние. Не е тоа Ману. Ни енергетска стратегија немаме 30 години. Разбирање за медиумите го немаат капацитетот ниту потребниот потенцијал за да посветат новинарите, уредниците толку време на тој тип на аналитичко новинарство, бркајќи дневните настани. Но кога спомнавме сега за црквата, за црквата и верата кога спомнавте, реков се надевам дека ќе се видиме овде повторно токму на тие теми за улогата на црквата, на верските заедници и така натаму и во регионот, и кај нас, и во регионот и пошироко, за национализмот што таму се уште вирее, за таа кооперативност што едно проповедаат верите, а друго во пракса и тие самите, нели, протежираат, и што се често на услуга дури некои структури на политичките партии. Мене ме интересира што Маријан Николовски мисли, бидејќи сте и посетител поради природата на работата и во кабинетот на поглаварот на Македонската прва црква. Што таму бара знамето со 16 крако сонце, знамето од Вергина или од Кутлеш, се едно? Јас стварно не знам што барам, меѓутоа и не знам и како е, не знам воопшто дали уште постои, не знам од кој и од кога всушност се појавува. Пак е тоа у тие периоди на, мислам дека крајот на 90-тите почна, не знам преку кои линии и како е донесено, но може би е повеќе, знаете како јас, може би е повеќе низ призмата на тоа дека голем дел од луѓето во Македонија го сметаат како некакво етничко знаме на македонците,
наспроти државното знаме и може би од тој, но од црковен аспект. И кабинетот на поглаварот не е било кој. Така е, така е. Државата има државно знаме и тоа е таму. Да. Но ако ги делиме сега во една плурална Македонија, во една мултиетничка, мултикултурна Македонија, мултиконфесионална, граѓаните по етничка линија и да им денеме етнички знамења, ние се изгоревме неколку пати на таа тема. Така е. Во црквата ако стои такво знаме, па ќе прашаме зошто во џемијата кај поглаварот стои, не знам, друго знаме, не знам кај трето знаме, се согласувам, но тоа е знаме, нели? Тоа е дел од државноста и државното знаме. Ние зборувам за македонците, имаат едно знаме или две знамења, но тоа е тема. Ма проблемот е малце поширок, не проблемот е што јас сметам дека црквата или црковните лица не треба да градат култови од знамења. Не имаме и друго знаме. На Бадник имаме едно знаме на Бадник кој го измислија и ставија знаме, Бадниково знаме, подигаме. Такви манифестации како за свадби, ајде ќе речеш дека ама тоа не е работа на црквата. Не, здружение на граѓани. Црквата не може да прави култ од знамења. Црквата има Евангелие и тоа ми беше прашање. Тоа е знамето на црквата. Се надам крстот и Евангелието е знамето на црквата. Кога ќе влезете во тој кабинет, ќе побарате објаснување. Би било интересно да се слушне, веројатно и ќе објавите. Користам уште минута-две на крај да одговорите. Зошто толку мал интерес за новинарство? Отиде во Аутли, оваа наша новинарска професија, факултетите за новинарство веќе неколку години не запишуваат дури студенти, нешто тука и таму во Штип. Слушам, Скопскиот, оваа високата школа и така натаму се празни им се клупите. Никој не сака веќе да биде новинар. Ние сме криви за тоа што новинарството... Кој ние? Ние, комплетно новинари, уредници, продуценти, цел тим, газди, политички, цело општество, особено најмногу ние, затоа што... Која е диагнозата? Како да вратиме до вербата во јавноста? Ја мислам дека не може да вратиме, јас имам филозофија една дека барем телевизиско новинарство може да го оправи само странски капитал на телевизија, ама ние имаме толку мал пазар што веројатно интерес нема да има никој. Добро, вината е сега кај новинарите, кај уредниците, кај сопствениците или кај политичките партии или кај бизнес заедница. Комплетна кај сите веројатно во одредена доза испреплетена, затоа што ние тоа го дозволивме. Тоа значи ли дека дел од медиумите или повеќе или помалку слушат како алатка на бизнес или на политички центри на моќ? У Македонија денеска најлесно е да најдете новинар за работа. Не можете да најдете бурекџија, затоа што не можете да го платите. Добро, бурекџиите се иселени на запад, таму подобро ги плаќаат, но новинарите, нашите новинари немаат можност дека секој може да биде новинар. Да работат како новинари таму. Ама филозофијата дека секој може да биде новинар, доведовме до тоа состојбе. Јас можам да бидам одличен хирург затоа што дома месо знаеш како го осеќам со нож. Вешалици правам, можам, ама кога ќе идам на клинички центар, ми викаат ти си надри лекар. Добро, со интернет програмиве имавме министер кој објаснуваше како се оперира преку софтверска програма на мобилен телефон. Мислам дека се полоши ни стана структура на новинарството, за жал. Маријан Николовски. Знаеш што е друго проблем, Зоки? Вие, ајде ти додека беше активен новинар, работеше и многу, един меѓу кои се разминавме со сите ако дојдов. Во тој период пак вие градевте некакви кадри позади вас, останува некои луѓе кои што научиле нешто од тебе, научиле нешто од некој друг. Сега веќе нема од кој. Со почетникот во новинарство пред 20 години, сега да биде еден од водечките и влијателни уредници новинари во македонскиот телевизиски простор. Цивил прес студио, Маријан Николовски, телевизија Сител. Благодарам.